И поздрав на сите, добре дојдовте во новото видео. Поаѓаме и денеска на косење. Само земеме овие клучови тук, ќе не требаат вали. Малку не се разфрлано, ама јеби. Така сме могучности. Ќе биде сре. Лайк, шер и субскрайб. И може да почнеме. И е тоа фреска што го збореше. Негде идам прво брзо, трета спора, а негде мора и дури втора спора да си иде. Некако овде што е заплетена травата и измрснала, може да си иде трета спора, ама подобро и подобро се косе убаво како што треба. Човекот те плаќа да му го косиш убаво, а не само да проедеш. Значи, искрено палеше ми овој снимањето за YouTube. Сега не е некој квалитет, Бог знае каков и снимките и видеата немат некоја јака содржина како првите видеа што излезејават 2024, ама трудеме се, ќе бидат подобри. Летото е пред нас. Може да падне и некоја рецензија. Прво ќе ви снимам рецензија на овај трактор, па после ќе ви го ставам во ова видео. Па да одмотаме кардано. Всеки има заштитна пластика, не е страшно. Едва чекам да ви излезе новото видео. Да ударите subscribe, лайк, споделете таму ако сакате, ако е, шо знам. И шо, овака, убаво е окосено, не е лошо. Чекайте ја залитнеме вака едно крупче. А много ме нервира камерата, нешто е измрдано, лошо снима. Тракторот е, значи црвено, но го дава кафен, тој ме нервира. Добро, и 0.5 снимам, али ќе ја подобриме камерата. Сега не замерувајте за седиштето, ќе стигне ново. Можно и да биде и воздушно, не сме се уште одлучиле, али ќе стигне ново.
Не знам што ви кажам, вака уживо е тракторот као поубав него на снимката, али добро. Јој. Палеше ми искрено работа со тракторите. Како беше тоа некоја мртво време, немаше работа за тракторите тие месец-два. Значи имаше прскање, не викам не, али имаше нешто орање. Али не беше тој. Сега се върнем от Лаурикел 8, што е доста полегната таму. Две турчиња, шо? Можеше се окоси и со ротационата, али ротационата не е дома. Ротационата коси на друго место, па ние со ова. Којте е технологија стара 50 години сигурно. Не, 50 нема, ама 35 е ова, мислам дека толку, да. 35 баш пишуваш на табличката. Те таму доле, има табличка, пишуваш 35. Јој, 35, пишувам 80 некоја година беше. Не ви замерувајте, овие деништа сам. Овие деништа, ама какви овие деништа бе? Сега ме ја чули да го заглавам. Не само овие деништа, месец-два сам се така. Да ga не беше виш. Се некои проблеми. Не проблеми, кој знае какви проблеми, нешто со здравје, нешто такво, не дај Боже. Тоа се се повеќе психички проблеми. Али за тоа у некој по-наредно видео ќе ви објаснам. Ако некој работи да дојдат на свое место, ќе ви објаснам што се е десило, како се е десило. Па можда таа личност, еве малку ви откријам, можда таа личност ќе сване со кој се има работа. Али за тоа у некој по-наредно видео, можда за месец. Колку? За месец, ако не дојдат работи на свое место, снимаме го тој видео. Па макар изгубил све. Те толку сам одлучен. Имаме тука радио, амбиентално светло, предни, задни. Ајде тоа тука. Зимоска се работи, бога ми. Доста работи сред ова. Има тука уште многу работи. Полуплане сега скоро се затемнат стаклата. Само здравје. Полуплане исто една камера да стаса убава за снимање. Па добро. Некој си пола сам. Кад више застанав, го снимам од надвор малко. Звони некој број, не знам. Ако е уврска за таа работа, што мислам дека е... Душа мислам за две работи. Ако е за таа
И двете са работи добри, мада шо знам, пичко матер. Ако се забраниците од трактора, значи 5000 давам ги двата, ама без ценкања, не. Ако сам ги пишал 6000, звонам за 3 да ги земам, за 4, значи другар, пишал сам 6000. Фабрички браници со држаци за штопови. А шо сакаш да го ебам? Него ајте да видам, ја пак и ви снимам, да имам кој звоне, баш погрешка. Ма да изгледа за ова другата работа. Гој се разлобува. Искрено после такви работи што се издешаваа, више сумљам на чип. Малко е гадно, ма добро, сезона е пак. Се погрешка, сега нешто ово, оно. Дека речи Марко полека. Порано менјач да ми закрчи. Дај Боже. Од сега секој втор ден нема више тој мозокот кад не ти е на свое место. Така ќе биде. А иначе, шо ќе треба ускоро на пола да се отвара. За мајаца на 0 завите. Треба да го преполовувам, не може да го пала. Да се надоврзам на тој што ви спотма преска за што више усте сумљам. Толку лоши работи се издешаваа со една личност што просто и изгуби волја за многу работи. И, например, ово е трактор, знаеш, железо, али прави се да го ева. Треба на пола да разлома, тај квар не е многу, колку? Околу 3000 највеќе нека кошта. И едно брзо лансерче ќе му дадеме. Околу 200 евра сигурно ќе отидат, ама добро, нека иде. А да, треба и амортизер овде до овде, за да ми стоја таа врата, но не и треба, да оваа мора да ставам. Затоа што да ми стоја така отворено, да може да се извадам, да ми дава ветрче. Оти знаете, ова е технологија 50 години стара, нема клима. Може да се уграде, не викам не, али да има некој си стокоња, да му уградаме клима. Јас сека така викам као може, не му ставам овој оној,
И на крај за некој ден удрим у глава, тој ќе става. Ете, таков сум ти ја. Као што порачаме блинкери од тему за напред. Ја, тие едни другари, абе стај блинкери убаво ќе му стои, абе какви блинкери, тој ќе давам пари само. За 2-3 дена порачај е веќе за недела време треба да стасне. Оваа косачка е повеќе за овие скосења, за детелина. Детелина, прва брза и газ. Можда може и втора. Тој зависи од шоферот, например, ја ако сум прва, и ако е на нагоре вака нивата, втора може да ја паѓа нас. А ваква трава видите на крајот кај дојде. Среќа имам ротационата косачка, иначе со оваа да косам цел време нема шанс. А ипак ја со оваа косам голем дел. Моите коси со ротационата, ипак они постари човеци да не ги мучам со оваа. Ете, така, например, кога се оноде, сега треба да чистим. По-добро, вака да направим. Али за косење полегната трава ваде, а нема шопка. Доека ротационата само ќе ја замачка. Оваа видите. Нема кола земја. Ова некоја, мислам дека осијачка марка, не знам. Некој вика Дубрава. Појма немам право да ви кажу. Али шо имам те листолиниска косачка задна. Некој има и овде, тие се добри. Али ваков модел за позади имам те косачка. Фарлај. Тој бате слаба конструкција позади има. Не знам. Тие што сам гледал, косат, не викам не, али не е како оваа е поиздржлива. Ја оваа кај те спут кам некад у втора да оставам. После додека имам те косачки, знам што имат ги кршено главните цевки. Па сега видите квалитет бие. Имам те, са добри. Али за трактори броени. За трактори тука са ти тата игрице што вика црвите. Сега при колици исто. Али за косачка според мене, тоа е моје мислење, осијачка. Možda može ja da idem ovde u treta spora, prva brzo, nećem, sakam da ispadne ubavo kosenje. Ne ve treta spora. И тоа е тоа што од нас за овој видео. Нивата е завршена. Ние овде се прибираме полека на кај дома. А вие лайк, шер и субскрайб. Па гледаме се у наредното видео.